држава, семејството, сите јавни. Приходи да се минува, ставаме е жал. 30-годишниот Ангелче Николов призна дека со двојно поголема брзина од дозволената ја усмртил 11-годишната Магдалена Иванова од Велес, ја повредил незината мајка, откако во текот на денот конзумирал алкохол. Потоа наместо да им помогне, избегал и се сокрил, за по ден и половина сам да се пријави во полиција. Тој се извини на семејството, на целата јавност и побара пониска казна. Судиката Габриела Гајдова пресудата ќе ја изрече на 17 март во петок во 12 часот. Видовте дека обвинетиот си го призна делото во целост, искрено се покаја, свесен е за последиците од кривичното дело и за санкцијата што ќе леди, и сега остане уште на 17 да чекаме пресудата, тоест одлуката на судот. Родителите на Магдалена не дојдоа на судењето. Нивниот адвокат пренесе дека немаат волја да присуствуваат поради претрпената загуба. Адвокатот се сомнева во искреноста на признанието на обвинетиот Николов. Семејството е девастирано, што е разбирливо, се работи за нивното единствено дете. Било која санкција која што нема да биде изразена во двоцифрен број на години, нема да биде никаква сатисфакција, да видиме реални ниедна санкција нема да биде сатисфакција, бидејќи штетата која што се направи е неповратна. Обвинителката Славица Темелковски побара соодветна казна, но и да му се забрани да управува моторно возило. Се работи за обвинет кој што веќе има изречени прекршочни казни забрана на управување со моторно возило и во моментот кога се сторени кривичните дела, кога е случена сообраќајната незгода, тој не смел да го управува моторното возило поради изречените казни, не ги почитувал и со самото тоа укажува на можност повторно да го изврши кривичното дело. Поради тоа ја предложив и казната забрана на управување со моторно возило. Адвокатот Митровски поднел кривична пријава за тројцата сопатници на обвинетиот Николов и други непознати лица кои го криеле. Тој рече дека ова е пропуст на обвинителката што не го доистражила докрај. Таа пак му одговори дека досега нема докази за нивна поврзаност и не може да поднесе обвинение врз основа на Facebook и рекла кажала. За кривичното дело тешки дела против безбедноста во сообраќајот, на Николов му се заканува затворска казна од најмалку 4 до максимум 20 години, а за неукажување помош од парична казна до 1 година затвор. Несреќата се случи на 17 декември лани, на улицата Борис Трајковски во близина на Велешкото училиште Васил Главинов, каде е ограничено движењето со 30 км на час.